Македонија е пред важен момент во историјата. Мора да го фати последниот воз кон Европската Унија, зашто ризикува да стане слепото црево на Балканот, констатира денес од СДСМ. ВМРО ДПМН е вратија. Лагите на Филипче за реформите и партфондовите и буџетот се демантирани. Македонија е лидер во реформските агенди, а средствата од Европската Унија го потврдуваат тоа. Македонија се наоѓа пред многу важен момент за нејзината иднина. Во период кога Европската Унија повторно го отвори процесот на проширување како врвен геостратешки приоритет, Македонија не сме да остане настрана. Доколку ја пропуштиме оваа шанса за полноправно членство во Европската Унија, ризикуваме да станеме слепо црево на Балканот. Земите од регионот напредуваат. Формирана е комисија за пристапниот договор на Црна Гора, сериозен напредок има и Албанија. Ова е историски момент што Македонија не сме да го пропушти. Доколку не се качиме на овој европски воз сега, можно е вратите да бидат затворени со децении. Филипче лажеше за мигранти, лажеше дека државата ќе банкротира, лажеше дека е празен буџетот, лажеше за ИПАРТ фондовите, лажеше за реформската агенда и изјавите на Вајц. Филипче нема зашто не излажа. И како за се, веднаш доаѓа демант од релевантните институции. Македонија е најнапредна во реформската агенда, со највеќе средства доделени од ЕУ во висина од 65,7 милиони евра, пред фронтранерите Албанија со 49 милиони евра и Црна Гора со 44,2 милиони евра. Ова е за јануарскиот извештај, за кој што председателот Мицкоски истакна дека ќе бидеме први и тоа така испадна. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во март годинава изнесува 48.433 денари, додека просечната бруто плата достигнала 72.818 денари. Во споредба со март 2025 година, нето платата е повисока за 8,2%, а бруто платата за 8,3%. Според податоците на Државниот завод за статистика, растот најмногу се должи на зголемувањето на платите во секторите транспорт и складирање, дејности во врска со недвижен имот, информации и комуникации, каде е регистриран највисок годишен пораст. На месечно ниво, истите сектори бележат и најзначително зголемување на исплатените плати во однос на февруари 2026 година. Косовската влада најави нов пакет економски мерки со кои илјадници граѓани ќе добијат директна финансиска помош, а премиерот во технички мандат Албин Курти порача дека државата продолжува со поддршката за населението во време на растечки трошоци и инфлација. Станува збор за така наречениот пакет за борба против инфлацијата 2.0, кој предвидува еднократна исплата од 100 евра за неколку категории граѓани: пензионери, деца, студенти и вработени во приватниот сектор. Покрај еднократната помош, косовскиот премиер најави и дополнителни финансиски олеснувања за мајките. Според најавите, надоместоците за мајките повторно ќе се зголемат од досегашните околу 326 евра на 500 евра месечно. Премиерот во заминување на Словенија Роберт Голоб изјави дека парламентарните избори одржани на крајот на март се нелегитимни поради директно мешање на израелските разузнавачки служби, пренесува словенечката национална телевизија. Ваквото обвинување на Голоб доаѓа во моментите кога официјално е формирана владината коалиција со Словенечката демократска партија предводена од Јанез Јанша, чиј владин кабинет денеска треба да биде изгласан во словенечкиот парламент. Инаку на изборите одржани на 22 март, партијата на Голоб, Движење Слобода, освои релативно мнозинство гласови, но тој не успеа да обезбеди коалициски партнери за формирање стабилно парламентарно мнозинство. Србија би можела наскоро да влезе во нова технолошка ера со проект кој, доколку се реализира според најавите, ќе ја позиционира меѓу водечките центри за примена на вештачка интелигенција во Европа. Во Шабат се очекува отворање на голем производствен капацитет на кинеската компанија Agibot Innovation, специализирана за хуманоидна роботика. Според најавената динамика, фабриката би требало да почне со работа кон крајот на јуни или почетокот на јули, со амбиција Србија да стане клучна локација за развој и склопување на роботи од новата генерација. Плановите се особено амбициозни. Сериско производство на меѓу 1000 и 2000 хуманоидни роботи годишно би можело да започне уште во текот на оваа или следната година, додека во поширока перспектива се споменува и мрежа од дури 50 производствени погони до 2030 година.
Владата на Хрватска вчера даде подршка за соработка на проектот за воспоставување производство на муниција од мал калибар во земјата во партнерство со реномираната италијанска компанија Берета Холдинг. Со донесениот заклучок се поддржува изградба на фабрика за муниција во Хрватска, а Министерството за одбрана е задолжено во соработка со повеќе ресори во најкраток рок да ги преземе сите потребни действија за потпишување на меморандум за разбирање со Берета Холдинг. Подпредседателот на владата и министер за одбрана Иван Анушич изјави дека владата ја носи оваа одлука токму поради променетите безбедносни околности во регионот и во светот. Во Кочани денеска е отворен центар за машко ментално здравје кој треба да им помогне на мажите од сите возрасти кои поради различни причини се соочуваат со криза. Ваков центар во државата има во Скопје, а искуството со работата во него е следново. Нашето искуство покажа дека доколку момчињата и мажите добијат безбеден простор, каде што може слободно да разговараат за своите емоции, за своите потреби и за своите проблеми, то позитивно влијае како за нивното ментално здравје, меѓутоа исто така и благосостојбата на самата заедница и на самите семејства. Соочувањето со менталните проблеми и барањето подршка не е слабост, туку храброст, потенцира доктор Дарко Иванов, началник на оделот за ментално здравје во Кочанската болница. И статистички многу поретко бараат помош односно стручна помош за нивното ментално здравје, што често подоцна може да доведе до последици. Така да упатиме на јасна порака дека барањето на помош не е знак на слабост, туку знак на исклучителна храброст и одговорност пред се за самиот себе, а и кон неговите блиски. Очекуваме дека со овој центар тоа ќе во промени и каде што можат граѓаните слободно да добијат стручна помош. Во Кочани на денешното отварање на центарот беше присутен и Харолд Фугер, аташе во Австриското министерство за труд и социјални работи. Значи, што се однесува до овој проект за советодавни услуги за мажи, тоа е еден проект кој што последните година две го правиме во соработка со организацијата и тоа е еден скелинг проект. Сега во моментов постои една нова ЕУ директива која што е 24 и изборува за семејното насилство и таа е во 2024 донесена и мора веќе да се имплементира. Делчево, Карбинци и Свети Николе потпишаа договори со Бирото за регионален развој со кој општините добиваат значајна финансиска помош за приоритетни потреби. Општина Карбинци за 1.050.000 денари ќе добие машина за сервисирање на канализационите мрежи низ општината, а Свети Николе потпиша договор за реконструкција на кракот улицата Пито Гули. Договор со Бирото потпиша и општина Делчево. Ние како општина Делчево добиваме механизација за одржување на локални патишта во села со специфични развојни потреби во општината, или тоа е трактор со мулчер, вертикален и хоризонтален мулчер, кој што ќе го користиме за одржување на сите локални патишта на територија на општина Делчево. Вредноста на договорот е 2 милиони денари кои што ќе бидат обезбедени од страна на Бирото за регионален развој. Во ВМРО ДПМН кулминираат нетрпението и недовербата помеѓу функционерите, а последен пример за тоа е вчера сменетиот директор на Стибовата градинка, констатираа денес на прес од СДСМ Штип. Но едно останува заедничко за сите овие случаи. Никој досега не понесе одговорност. Дека се јаздисува со парите на граѓаните по институциите, дока и финансиската помош од речиси 10 милиони денари за детските градинки од парите на граѓаните. Јорданов е должен јавно да одговори за какви сомнежи за финансиски криминал се работи, каква е финансиската состојба во градинките и покрај тоа што се зголеми цената за престој во нив. Македонска каменица и Делчево со пригодни програми во одбележување на денот на браќата Светите Кирил и Методи. Македонска каменица чествувањето го спроведува низ културната манифестација Мајски мозаик.
Годинава подготвивме богата програма. Театарската представа Каменица нека остане меѓу нас во режија на нашата сограѓанка Тара Димитровска-Стаменковска. Настапи на Дамјан Стоименовски, Марко Логаут, Филип Александровски и групата Next Time, како и учество на културни уметнички друштва и локални содржини. Очекуваме 2 прекрасни мајски вечери и веруваме дека ова ќе прерасне во нова убава традиција за нашиот град. Изјави градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова. Одбележување организира и општина Делчево. Оваа манифестација започнува од денес, петок, во 19 часот, посвечена Академија по повод 24 мај, денот на Свети Кирил и Методи. Потоа имаме неколку говори од страна на председателот на Совет, градоначалникот и нашиот епископ господин Марко, кој што е епископ на Делчевска епархија, како и доделување на признанија за хуманост. Потоа следува промоција на книга на Свети Кирил и Методи. И секако тоа што е најсвечениот дел е во 20 часот во Спомен домот Тасно имаме концерт на црковно византиско пеење во избеда на хорот Света Златна Мегленска од Скопје. Утре во сабота истата манифестација продолжува во 15 часот во совечерна богослужба во крстилницата на Свети Наум Охридски. Потоа имаме литија од црквата Свети Кирил и Методи до параклисот на Свети Кимет Охридски, кој што е исто така во Делчево. И веќе во недела во 8:15 имаме Света божествена литургија во крстилницата на Свети Наум Охридски при соборната црква Свети Кирил и Методи овде во центарот на Делчево. Тоа е за програмата и чествувањето на повод 24 мај, денот на нашите словенски посетители Свети Кирил и Методи. Утре во 16 часот и 30 минути во Штип, екипата на Брегалница против Победа го заверува првото место и влезот во првата фудбалска лига на Македонија. Речиси известниот исход против отпишаната Победа е големо враќање на Брегалница во елитното фудбалско надпреварување во Македонија, поради што во просториите на клубот беше одржана пресконференција. Долгата серија на надпревари не беше лесна. Може да ги издвојам надпреварот со Рачиново таму што го свртевме, губевме на почетокот, потоа победивме со 2:1 и сега на крајот последните надпревари со нашите конкуренти. Тоа се со Скопје победивме, со Рачиново овде кога издвоивме бод, многу важен бод, и Охрид што го победив. Во Брегалница веќе се прават планови за прволигашки надпревари, но и малку повеќе со оглед на тоа дека во клубот е најавен влез на германски инвеститор. Ние веќе комуницираме интензивно со новиот заинтересиран спонзор, кој ја има веќе посетено Брегалница, го има посетено Штип, добро е информиран за состојбите во клубот, за играчкиот потенцијал, за тоа дека Брегалница е огромен расадник на фудбалски кадар. Комуницираме во насока на носење на одлука на следна седница на Совет на општина Штип за продажба на 51% од акциите. Јас верувам дека ова ќе се случи и дека ќе имаме еден вистински партнер кој ќе го трасира патот на Брегалница кон европскиот фудбал. Напоредно со ова, јасно е дека се потребни нови засилувања и нови играчи. Прво, да разговараме со оние играчи што не донесоа до овој успех. Значи, ние треба да дадеме внимание на оние што изнесоа еден ваков трнлив пат да дојдеме до оваа лига. Од кога ќе видиме, ние можеби нема со некој од тие да се договори раководството, тогаш ние ќе одиме на ангажирање на играчи. Во однос на потребните технички потреби и ВАР технологијата, председателот на клубот изјави: ВАР технологијата чини некаде од 100 до 150.000 евра. Предходно ние овде во самиот клуб оптичкиот кабел го имаме целиот поставено и тоа две мрежни, така бара два оптички кабла, тоа го бараат условите, доколку едниот зата и другиот да може да работи. Тоа е 30 до 40% веќе од работата е завршена. Треба да се направи, да се одреди каде ќе биде самата просторија на ВАР, има посебни димензии што треба да се направи таа просторија и треба дополнителна опрема. Меѓутоа, тоа најверојатно ќе побараме помош и од Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи сами тоа не можеме дел да изведеме од тоа. Стотина деца кај градскиот стадион во Штип денес учествуваа во Денот на спортот, кој е дел од Европската плазма спортски игри за млади. Традиција долга повеќе од 30 години, а во Македонија се одржува за прв пат. Игрите ги отвори градоначалникот Иван Јорданов.
полека, но сигурно ги промовираме спортските вредности. Промоцијата на спортот е промоција на иднината, а инвестицијата во спортот е инвестиција во иднината. Затоа што преку вас ние гледаме иднината на нашиот град и на нашата држава. Го прогласувам овој плазма караван на спортски игри за отворен токму во нашиот град Штип. Добре дојде на игрите на учесниците им посака председателот на Асоциацијата на училишни спортови на Македонија, Ана Мицкоска. Спортот обединува, спортот направи посрекни, а заедно сите ние, општественото одговорни компании, спонзорите, професорите, овозможивме да вие денеска го добиете сето ова бесплатно, без разлика дали се занимавате со спорт или не. Возбудата кај младите учесници се повеќе раснеше, особено во моментот кога прославените штипски спортисти Емил Павлов и Жарко Арсовски го донесоа пламенот на спортот и го запалија надпреварувачкиот факел. За учесниците ова беше посебен настан. Јас ќе се надпреварувам во наредно. Тука е одлично, супер и атмосферата сакам да биде и понатаму. Јас ќе се надпреварувам во одбојка за Ванчо Пркешколот. Јас сакам натака да поубави вакви работи да има да продолжиме со спорт. Јас ќе се надпреварувам во одбојка. Моите импресии се дека тука е многу убаво, дека и сакам се вака да биде. Резултатите од надпреварите за учесниците се предизвик. Јас очекувам да победиме ова утакмица. Од таа дисциплина очекувам победа. Од тоа очекувам да победиме денеска. Но сепак тоа е во втор план, бидејќи целта е друга. Главната цел на ваквите игри е да се омасови, односно сите деца да земат учество во спортските игри, во спортските настани со цел здрав живот и здрави навики. Денеска учесниците се надпреваруваа во 10 дисциплини. Најдобрите обезбедуваат учество на финалните игри закажени за крајот од јуни во Скопје. Фудбалскиот клуб Брегалница Делчево утре ќе одбележи голем јубилеј. 100 години постоење под мотото Една историја, една љубов, една брега, со богата целодневна програма исполнета со спорт, свечености и музика. Фудбалски клуб Брегалница во покровителство со општина Делчево, општествено одговорни компании и личности организира настан кој што ќе се одржи утре во сабота на 23 мај на градскиот стадион во Делчево со почеток од 14 часот. Целата програма е предвидена да трае неколку часа и да има неколку фудбалски надпревари, не само на младите категории, а и на великаните на фудбалските Брегалница. Ќе има пригодна манифестација, многу благодарници, многу плакети златни, богата културно-уметничка програма. Така да тоа е еден многу важен љубез за градот, многу важен љубез за спортот во Делчево и секако е еден од најголемите празници кои што ќе се случи оваа година на територијата на нашата општина. Музичкиот дел ќе продолжи со настап на Национал бенд, додека од 17 часот и 20 минути љубителите на фудбалот ќе имаат можност да го проследат ветеранскиот надпревар Брегалница Локомотив од Пловдив. Настанот ќе заврши со завршни обраќања и музичка програма до 19 часот и 30 минути, со што Делчево ќе одбележи 1 век од постоењето на својот фудбалски клуб, символ на спортската традиција и љубовта кон фудбалот. Петок пазарен ден екипата на телевизија Старе тука. Да слушнеме што ќе кажат купувачите, дали денешниот петочен пазарен ден е поевтин од минатиот и каква е состојбата со цените со кајсиите, црешите и јагодите. Знаеме минатиот петок беа астрономски. Исти, тука се цените исти. Патлиџана малку поевтин 100 денара. Да? Тоа е, иначе оно е се исти. Патлиџаните малку поднамис. Исто е. И онај петок беше и сега е исто. Например? 100 динара патлиџано, 180 пера. Марат за сиромаштијата е скапа. Скапа? Тоа е скапа. Ше е скапа, доматите или што? Се едно нешто. Ги слушнавме нашите соговорници односно пазарџиите. Купувачите тие се едногласни во оценката дека денешниот пазар е попристапен, значи не толку скап како и претходниот. Дали со тоа се согласуваат пазарџиите? Разговараме со господинот Ване Митев од Струмичко Василево, редовен пазарџија тука. Господине Митев, дали се согласувате со тоа што го коментираат купувачите дека денеска, односно овој петок е пристапен пазарот? Да, цените се релативно пониски. Например, патлиџано беше 140 до 150, сега е 90 до 100 денари патлиџанот, релативно добро.
Пиперот е од 100 до 120 денари, зависи квалитетот. Слагам се со купувачи за тоа што ми има одредени артикли поевтини од претходниот. Например, зелката, тиквата е поевтина, моркова не е, моркова тука некаде, роквицата е поевтина од 40 на 30. Ова беше размислувањето и на пазарџиите. Тие се согласуваат со купувачите и велат да денешниот пазарен петок е пристапен за секој домашен буџет. Меѓутоа, ова што го гледате во раците се кајсиите, популарно помеѓу купувачите познати бидејќи се едри и големи како шамки. Цената од 200 денари не беше пречка истите да се купуваат и тоа интересот да расте. Почина Бошко Стаменковски, светски рекордер во пресбенч и пауерлифтинг. Стаменковски по долг период имаше здравствени проблеми со кои се соочуваше неверојатно храбро, но на крај битката за живот ја загуби. Бошко Стаменковски е од македонска Каменица, кој освен како врвен спортист во пошироката јавност остави впечаток на силна личност, другар и човек кој за секогаш остави силни драги. На Монт Еверест е поставен историски рекорд со 274 алпинисти кои го достигнаа на високиот врв во светот за еден ден од непалската страна, објавија властите. Според Непалската асоциација на оператори на експедиции, алпинистите ги искористиле поволните временски услови за да го извршат искачувањето во среда. Ова е најголем број искачувања во еден ден од оваа страна на планината. Врвот на Еверест, кој е висок 8849 метри, може да се искачи од две страни, онаа на Непал и онаа на Тибет во Кина. Претходниот рекорд од Непал беше 223 алпинисти во 2019 година, додека апсолутниот рекорд од двете страни останува 354 искачувања во еден ден, исто така поставен во 2019 година. Утре времето променливо со врнежи од слаб дожд. Температурите ќе се искачат до 25 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 12 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 69%. Температурите по градови се следните: Штип, Карвинци, Пробиштип и Чешиново-Облешово со температури до 24 степен. Во Кочани 25. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 23 степен. Во Пехчево и Берово максимални 19 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот апостол Симон Зилот. Во католичкиот на Желјко.